Во студиото разговарам со мојата гостинка Анета Атанасовска, извршна директорка на Стопанската комора Скопје, односно Занајчиската комора Скопје. Добар ден и добре дојдовте. Добро ве најдов. Филигранот се смета за врвна рачна изработка, што го прави толку посебен и уникатен во споредба со другите видови накид, но морам да истакнам и препознатлив како занает во Македонија. Филигранството е многу стар занает, особено во Македонија, и ја носат навистина врвни мајстори кои што се уште се тука на просториите на територијата на нашата држава. Препознатливоста е во тенките нишки, во специфичноста на изработката, во навистина нежните везови кои што ги прави филигранската техника, и навистина за овој занает да се изработува треба прво љубов кон овој занает, има личноста која што изработува, односно филигранистот, трпеливост и креативност. Доколку ја има креативноста во себе, ќе изработуваат прекрасни производи кои што се секој посебен за себе и носи некое свое значење, така да тоа е посебноста на овој занает. На пазарот можеме да видиме најразлични накити со најразлични техники, меѓутоа филигранот е еден специфичен накид кој што ја обележува и традицијата на нашата држава, затоа што потекнува од овие простори, се изработувал и во дамнешно време, од време на Отоманската империја, значи имаме примероци на филигрански производи во музеите, така да си има свое значење и од историјата на нашата држава, која што сега се преточува во раците на младите филигранисти. И тоа што е најважно, филигранската традиција во Македонија и ден денес живе, но она што мене ми интересира е дали имаме доволно активни мајстори и дали традицијата се пренесува и на помладите. Дали тие се заинтересирани да го научат филигранството? Имаме активни мајстори, тие се регистрирани во регистарот на Занајчиската комора Скопје, за територија на град Скопје можам да кажам, дека имаме се уште мајстори кои што имаат и мајсторски дипломи во делот на златарството и филигранството и кои што навистина се желни да го пренесат занаетот на младите генерации. Тука успеавме уште во 2008 со отварањето на филигранската работилница со донација од Занајчиската комора Кобленц од Германија. Со отворањето на првата обука видовме огромен интерес на младите за изучување на оваа техника. Исто така и мајсторите волонтерски се дадоа себе си во самите обуки и го пренесоа занаетот на првите 20 филигранисти која помина обуката. Таа обука веќе од 2008 континуирано се организира во Занајчиската комора Скопје и ние успеавме, со гордост можам да кажам, дека овој занает успеавме да го вратиме од работ на заборавот, кога веќе филигранистите се броја на прсти во старата Скопска чаршија во Скопје, и сега веќе имаме база на филигранисти кои што ги поминале обуките во работилницата и можеме да кажеме дека се добри филигранисти, изработуваат прекрасни производи, држат собствени бизниси и си заработуваат за собствената екзистенција. Од ова што го кажавте, потврдувате дека Занајчиската комора има навистина голема улога во зачувувањето и промоцијата на филигранството како занает и уметност. Меѓутоа, имате ли програми или поддршка за младите и за сите оние кои сакаат да учат филиграни, да станат мајстори? Во кој смисол, односно како вид на поддршка им давате на сите оние кои што се заинтересирани? За младите кои што сакаат конкретно овој занает да го изучуваат, имаме програма за изработка на филигран, која што трае 6 месеци во просториите на Занајчиската комора Скопје, во филигранската работилница. Обуката е малку напорна, меѓутоа се учи од почеток до крај целиот процес на изработка на производот, од топење на сребро, влечење на жица, комплетно, значи изработка на готови производи. Комплетно Занајчиската комора Скопје ги поддржува со комплетно обезбеден алат или проматеријал за целата обука и плюс мајстор обучувач за целата програма. Нудиме поддршка во делот понатамо и за поставување на информирање на лицата кои што го поминуваат и кои што ја поминуваат обуката и за понатамошните правци за самовработување, отварање собствен бизнис. Тука сме да ги поддржиме во сите процеси за понатамошното кариерно советување во овој дел. Значи им стоиме на располагање во делот на обуки и за како да започнат бизнис и за понатамошно водење во текот на водењето на бизнисот, процедури, одредени обуки кои што им се потребни. Исто така и за младите имаме
отворено инкубатор за отворање на сопствен бизнис, која што ја нудиме како поддршка, како инфопут за сите информации кои што треба да ги слушнат. Во нас за Занаечиската комора Скопје фокус е младите во оваа година, 2025, па и во наредните, во програмата за работа, затоа што сметаме дека занаечиството е вистинскиот избор за младиот човек. Да. И сето тоа што ќе се сработи како уметност, како уникатност, треба и да се представи. Токму затоа пак и саемите и изложбите се многу важен дел од промоцијата. Какви активности, односно саеми организирате и поддржувате вие како Занаечиска комора и колку ваквите саеми им помагаат на занаечиите? Има ли реален ефект и врз продажбата, но и врз видливоста на овие производи рачно изработени? Секако, повеќе пати во текот на годината организираме саеми по повод одредени празници, меѓутоа за конкретно за овој занает можам да го истакнам деновите на филигранство и накид, кои што долги години традиционално го одржуваме. Сме го одржувале во повеќе локации, во повеќе молови. Оваа година беше во градски трговски центар, значи на вистина значи за занаечиите. И секогаш го привлекуваат вниманието на граѓаните, нели? Секогаш, затоа што е за занает кој што е стар, кој што на вистина значи и има интерес за посета и за купување на овие производи. За занаечиите конкретно многу значи, затоа што на нив ова им е место за пласма на нивните производи, иако во ера на дигитални можности и канали за продажба онлайн, сепак продажбата од кога ќе се види производот на лице место, кога ќе се види самиот квалитет, па и да се директно продавачот, односно занаечијата ја објаснува значењето на формата на производот, што тоа значи, па и за филигранската техника, значи многу за купувачот, затоа сметаме дека овие базари сепак треба и понатаму да се организираат заради токму оваа цел, проширување на брендот на филигранството, дознавање на вистинското значење за овој производ и секако уникатноста на производите што занаечиите ги нудат. Меѓутоа, покрај убавите работи, мораме да проговориме и за предизвиците со кои што се соочуваат занаечиите кои што се посветени нели на филигранот. Што е потребно филигранот да стане уште посилен македонски бренд и надвор од границите на Македонија? Значи, филигранот да стане посилен македонски бренд, треба да се заштити најпрво. Сметаме ние како комора и планираме да поднесеме иницијатива за заштитување на филигранот. Исто така и да се поддржат занаечиите во делот на проблемите кои што ги има, се соочуваат со сива економија на секој чекор. Една од основните проблеми со кои што се соочуваат е сивата економија и давачките кои што треба да ги плаќаат, станува збор за дејност која не е толку високо доходовна, така да комората работи на решавање на овие проблеми со институциите. Имаме значи разбирање институционална поддршка, се надеваме дека ќе се решат овие проблеми со кои што се соочуваат занаечиите. Секако дека креативноста е во нивни раце. Значи, она што тие го произведуваат зависи од самиот филигранист, од нивната креативност, меѓутоа правиме постојано и дополнителни обуки во делот на дизајн и слично. Значи, драго ми е што во претходниот прилог членката која што зборуваше, видовме убав позитивен пример. Марина Јакшиќ, наша членка, значи учествувала на сите обуки и на вистина достигна многу голем напредок во филигранството и тоа се гледа во незините производи кои што ги нуди, така да се надеваме и дека и секој нов млад човек кој што ќе дојде ќе ја искористи поддршката од Занаечиска комора Скопје и ќе го достигне својот врв во филигранството. И токму затоа и ние денеска од студиото ќе им порачаме на нашите гледачи дека е важно да купуваме рачно изработен накид и секако да ги поддржиме домашните мајстори, би рекла пред се, затоа што да, тие се мајстори во уметноста на изработка на филигранот. Споменавте дека оваа година со програмите кои што ги имате како Занаечиска комора Скопје сте посветени на младите. Затоа би сакала да поразговараме во продолжение за националниот надпревар за вештини, за јакнување на младите и градење иднина. Што представува овој надпревар и која е неговата цел? Пред се поддршка и поттикнување на младите, да. Овој надпревар се реализираше на 12 мај, свеченото отварање на 11 мај и беше реализиран во проектот за јакнување на младите, градење вештини, креирање иднина, финансиран од Европската унија
и значи на вистина поддршка и мотивирање на младите и секако промоција на стручното образование. Надпреварот се реализираше во 15 занаети, во 4 стручни училишта на територија на град Скопје, и тоа во Асус, Зборо Петрушевски, Партиније Зографски, Лазар Танев и 8 септември. Во 15 занаети, значи се надпреварува ученици од 50 стручни училишта од територија на Република Македонија, 10 стручни училишта од градот Скопје, и навистина видовме мотивирани млади деца кои што сакаат да ги покажат своите вештини во струката која што изучуваат во 3-годишно или 4-годишно стручно образование. Се организираа најпрво училишни надпревари, потоа се организира регионални, тие што беа избрани на училишни, учествуваа на регионални и на крај најдобрите дојдоа да се надпреваруваат на државниот надпревар. Навистина позитивно искуство. Многу млади луѓе кои што беа присутни на надпреварите, околу 64. Но ако велиме дека ваквите надпревари се важни за младите, да кажеме кои вештини и професии се офатени со надпреварот и дали е голем интересот, а рековте дека е голем, но она што е особено важно, што добиваат младите преку нивното учество. Значи, младите се надпреваруваа во 15 квалификации, тоа автомеханичар, автолакер, автолимар, каросериски механичар, монтери на мотори и моторни возила, заварувач, пекар, сладкар, фризер, козметичар во категорија шминка, агротехничар, цвеќар, енергетичар, електричар и се надпреварува во моден дизајн за облека и можеби ќе заборавам некоја квалификација. Да, меѓутоа ги гледаме фотографиите и ќе можеме да ги следиме, да. Што ни беа нели директно со ова фотографија од учесниците кои што директно работеа нели во училиштата. Исто така надпреварот ни го поддржа комисии во кои што беа формирани од двајца работодавач во струката и еден професор од пракса. За прв пат во Македонија се одржува надпревар во кој што се оценуваа само вештини. До сега се оценувале теоретски тестови, теоретски знаења, меѓутоа сега успеавме овој надпревар да го создадеме само како надпревар за вештини. Тоа е и најважно, нели? Европски критериуми. Так. Значи, целта ни е да го подготвиме терено за учество на наши деца на Euroskills и WorldSkills надпреварите, а секако видовме, значи, во пракса дека имаме многу спремни деца, мотивирани, кои што се желни да се надпреваруваат, да ги покажат своите вештини, и не радува фактот што недобрите деца учествуваа на државните надпревари и се здобија со награди. Так. Многу ми е драго што на доделувањето видовме многу среќни лица, значи задоволни од самиот надпревар затоа што беше во фер атмосфера. Комисиите оценуваа согласно критериуми кои што беа формирани од страна на надлежни институции. Веруваме дека овој надпревар ќе стане традиција. Морам да истакнам дека голема е улогата на Занаечиската комора во организација и поддршка на овој надпревар и намерата е ваквите настани пред се да донесат намалување на невработеност и задржување на младите во државата, што е многу важно. Дали победниците или учесниците добиваат конкретни можности, овде мислам на пракса, стипендии, вработување или поврзување со компании? Имате ли позитивни примери? Вака, во рамките на проектот за јакнување на младите, креирање можности финансиран од Европската Унија, се отвори инфопулт и пилот инкубатор за млади, каде што тие добија обуки и секако победниците, најдобрите 10 ќе имаат, најдобрите 15 во сите квалификации ќе добијат бесплатни бизнис планови. Значи тоа ќе биде нивната награда, за да можат да ги упатиме ни сите процеси во однос на вработување и самовработување. На самиот настан имавме присутни бизниси и учениците ќе имаат можност да ги поврземе со самите бизниси кои што беа присутни и ги следеа надпреварите, и тој ќе им биде можност за директни вработувања по завршување на средното стручно образование. Имаме многу примери кои по завршување на дуалното образование се директно вработени во занаечиските бизниси, што е доказ дека дуалното образование и практичната настава кај работодавач е вистинскиот пат за директни вработувања, и сакаме тука да дадеме акцент на 3-годишното стручно и 4-годишното, дека имаат можност за директни вработувања. А тоа на учениците им е потребно, затоа што тие се спремни
веднаш по завршување на образованието да бидат дел од работниот процес кај одреден работодавач. И всушност со овој разговор во студиото конкретно можеме и да упатиме еден апел до сите млади кои се двоумат дали да се насочат кон занает или стручно образование, да не се двоумат да го направат тоа, затоа што има програми кои што навистина можат да им помогнат. Која ќе биде вашата порака, не само до младите, кои што понатаму треба да ја градат своето иднина, туку и до сите оние кои што сакаат да се посветат на уметноста и на филигранот и на тој начин да си го трасираат патот кон себе реализирање, нели, во животот. Па пораката е од Занечиска комора Скопје во делот на избор на стручно образование би била секако младите да не се двоумат, имаа можност на надпреварот да видат презентација на сите средни стручни училишта, да направат нешто сами и тоа можеа да го направат во делот на посетата на надпреварот. Изберете стручно образование, изберете занает, тоа е иднината што доаѓа. И секако и на сите останати кои што го изгубиле патот во кариерата или пак после повеќе години се нашле го наоѓаат она што навистина сакаат да го работат, да не се двоумат да го изберат занаетот. Имаме многу позитивни примери во државата на луѓе кои што најпрви се занимавале со една одредена професија. Еве јас дам пример со адвокатура, меѓутоа се насочиле кон занаечиството, кон филигранството, рачните изработки и некако го нашле својот профил токму таму и одлучиле понатаму во животот да се занимаваат со тоа. Тоа се навистина убави позитивни примери. Имаме многу примери кои што секојдневно доаѓаат во комората, избираат и технички занаети, го продолжуваат патот со отварање на сопствен бизнис или вработување во нешто сосема друго од она што тие се образувале, затоа што во моментов има можности за доквалификација, преквалификација преку посебните програми преку Центарот за образование на возрастни и навистина ми е драго што луѓето си го наоѓаат вистинскиот пат кон професијата што навистина сакаат и ги инспирира да продолжат понатаму. Занечиската комора е отворена за сите заинтересирани да им овозможите обука и едноставно да им го овозможите тоа задоволство да го прават во животот тоа што најмногу го сакаат и тоа што ги исполнува. Ви благодарам многу за гостувањето, ми беше задоволство. Ви благодарам на поканата.